Генералниот штрајк во основните и средните училишта, организиран од самостојниот синдикат за образование, наука и култура, продолжи и денеска. Наставниците се во училиштата, учениците дома. Членовите на СОНК бараат усогласување на платите во образовниот сектор со минималната плата што беше донесена во февруари и почитување на колективните договори. Во основното училиште Браќа Миладиновци, од вкупниот број наставници, само една наставничка која што не е член на СОНК не се приклучила на штрајкот и вчера вршела згрижувачка дејност за учениците кои што дошле на училиште. Денеска нема ученици во Браќа Миладиновци. Со покачувањето на минималната плата во нашата држава, која навистина ја поздравуваме и сме за тоа дека секој заслужува поголема плата, дојде до една уравниловка, како се вика, во нашите плати, во нашите плати што ги земаме, така што повеќе позиции во образование се најдоа во состојба да имаат иста изедначена плата или многу се приближија едни на други. Нашите барања се тоа рамномерно покачување на платите од 18% како што беше покачена минималната плата да се случи по горизонтала нагоре и воедно да се средат колективните договори со што кога би се средиле како треба, ние би имале достоинствена плата за еден наставник, за луѓе вработени во образование. Ја искрено се надевам дека родителите не поддржуваат и дека ја сваќаат оваа наша состојба во која се наоѓаме и сите се надеваме дека набрзо ќе се постигне некој договор помеѓу СОНК и помеѓу ресорните министерства и ќе имаме да се вратат дечињата во клупа затоа што и наша неголема желба е процесот на образование да не биде попречен. Штрајкот ќе продолжи до оној момент додека не се исполнат нашите барања. Така да, веројатно и утре сигурно продолжува. Директорката Јасмина Спасовска целосно го поддржува наставниот кадар во барањата, посочувајќи дека незадоволството на наставниците трае повеќе години од причина што според неа СОНК не се придржувал до законските норми. Директорката посакува успешен диалог на СОНК со ресорните министерства. Искрено, мене ми е жал што дојде до оваа ситуација. Во овој момент грешката, односно, ја лоцирам малку во некој период што е зад нас. Имено, грешката ја лоцирам кај СОНК. Ја, иако 15 години не сум член на СОНК, меѓутоа, СОНК пред себе имаше еден валиден документ, подпишан колективен договор, каде што имаше должност да ги почитува одредбите кои се донесени по колективниот договор и требаше да бидат исплаќани наставниците според коефициентот кој е предвиден во колективниот договор. За жал, СОНК со години наназад тоа не го направи. Ова е еден период каде што кулминира незадоволството на наставничкиот кадар и на сите просветни работници, тука се и административните работници, тука се и педагогот, психостручната служба, како ја викаме ние. Значи, сите целосно во основното училиште Браќа Миладиновци се изјаснија за целосно штрекување, односно само еден наставник остана, значи, кој не е член на СОНК. Може би немаше да дојде до ова ако СОНК си ги придржуваше оние законски норми. Наставниците се свесни, не дека не се свесни за моментот каде што го пројавуваат своето незадоволство, меѓутоа и самата екзистенција е морална обврска на некој од нас. Жал ми е што ги ставивме родителите во ваква незавидна положба. Во оваа ситуација целосно стојам зад кадарот, односно наставниците на основното училиште Браќа Миладиновци. Безрезервно ги поддржувам и им посакувам успешен диалог со владините структури, бидејќи и со СОНК, бидејќи без договор, апсолутно не можеме да дојдеме до никакво решение кое ќе биде првенствено насочено кон учениците, на радост на учениците, на задоволство на родителите, бидејќи секој еден од нас е свесен дека ние во училиштето постоиме првенствено за учениците. Штрајкот на дел од вработените продолжи и во 8-те објекти на градинката Ангел Шајче, но и денеска се примаат деца. Од утрово во градинката се згрижени 359 деца, информира директорката Марина Алексовска, подсетувајќи дека согласно законите и конвенциите, дејноста за згрижување и воспитување на деца не смее да се прекинува освен за вонредни состојби, како што се природни непогоди или пандемии.